че денеска беше одржана 18-та седмица на Советот на општина Струмица. Беа предложени 48 точки од дневниот ред, сите беа усвоени. Точките од дневниот ред беа од област на образованието, односно беа усвоени извештај за работата на основните училишта и извештај за работата на средните општински училишта, како и за предлог програмите за годишната работа на основните училишта за 2014 и 2015 година, на основните и на средните училишта. Од 48 точки посебно се задржавме на 3 точки од дневниот ред, кои што е новина за општина Струмица и за граѓаните на општина Струмица, односно се задржавме на одлука за утврдување на ценовникот на услугите на јавното претпријатие паркираишта Струмица и извештајот за работењето на и за правилникот за начинот и условите на паркирање, времетраење на паркирањето, односно неговото ограничување и означување на јавните паркираишта од значење за општина Струмица. Беа усвоени точките од дневниот ред и беа донесени заклучици од причина што за да се реши сообраќајниот хаос во општина Струмица во централното градско подрачје, бевме приморени да ја донесеме тие одлуки. Значи, со донесувањето на тие одлуки, наскоро во општина Струмица ќе се наплаќа паркирањето по буливарите Маршал Тито и буливарот Ленинова како црвена зона, односно како прва зона, и останатите улици, буливари од улица Балканска и улица Гоце Делчев и Балканска па се до кружниот ток кај Евана, односно Крушевска република, и на улиците Маршал Тито, Бор Џони и околните улици околу централното градско подрачје. Значи на црвената зона ги опфаќа подрачје, ќе ги напомнам уште еднаш: буливар Маршал Тито, од буливар Ленинова, глобал до кружен тек со буливар Гоце Делчев и улица Балканска, односно фонтаната кај поштата. И на буливар Ленинова од хотел Централ до раскрсницата со улица 24 октомври, односно до седишето на комуналец Струмица. Тоа ќе биде првата зона, каде што учесниците во сообраќајот ќе може да се задржуваат максимум до 2 часа. Во жолта зона ќе може да се задржуваат непрекинато. Тоа е се во функција на тоа да се ослободи централното градско подрачје од сообраќајниот хаос, што постојано го напоменуваме, како би можеле да се воведе некој ред, како во паркирањето, така и во сообраќајното решение. Внимававме да не ги оштетиме граѓаните од централното градско подрачје со воведување на ценовникот, така да има одредени поволности за нив, кои што живеат таму. Голем дел од соседните улици не се наплаќа. Односно да кажеме конкретно на буливарот Маршал Тито нема да наплаќаме, тоа е конкретно. Паркиралиштата ќе се воведуваат на буливарот. Нема да се наплаќат соседните улици, нема да се наплаќат нивните паркинг места кои што ги користат со години. Односно, да кажеме, позади долгата зграда на буливар Маршал Тито има паркинг места кои што жителите од тој дел, од таа зграда ги користат и тие нема да се наплаќат. Значи да нема недоразбирање, ќе се наплаќа само паркинг местата по буливарот Маршал Тито и буливар Ленинова како црвена зона. Жолтата зона, односно втората зона, продолжува од улица, реков таму, Балканска, се до Балканска, каде што завршува кружниот ток со раскрстицата на улица Крушевска република, и продолжува од Крушевска република се до буливар Ленинова по улица Маршал Тито. Со тоа што граѓаните кои што живеат на улица Маршал Тито за првото возило ќе добијат бесплатно паркирање и нема да се наплаќа, а за секој второ возило ќе добијат одредени бенефиции и поволности како не би биле оштетени бидејќи живеат таму, а не им е возможно паркирање. Биле усвоени сите точки од дневниот ред. Како реков за паркирањето, кој што предизвика најголема полемика, најголем разговори и судир на интереси. Потоа беа на дневен ред извештаите за работата со предлог годишните програми за работа на основните училишта и средните училишта, и на крајот беше завршено со 48-та точка од дневниот ред, кој што беше дополнителна точка, ставено денес, а се однесува за грант од $15,000 кој што ќе ги добие општина Струмица за реконструкција и реновирање на општинските простори кои што се наоѓаат во домот на Арама, конкретно во
тие сали кај што се одржува Советот.